Повторно ограничување на работното време ги очекува угостителите. Овој пат се најавува дека ќе имаат дозвола да примаат гости според утврдените протоколи до 21 часот. Уште од почетокот на пандемијата, угостителскиот бизнис беше првиот на удар. Прво се соочија со 2,5 месеци затворање на објектите, а од тогаш постојано работат со преполовен капацитет. Веќе 9 месеци се функционира во вонредни услови, а што тоа значи за угостителскиот сектор, говорат и искусните угостители од Тетово. Што ќе се дешава сега после овие 9 месеца, никој не е паметен, иако кај нас у нашата бранша се знае дека се диши на шкарки. Ни пројде еден, ајде да кажем, малку убав период, летно време, кај што беше надвор, кај што беше отворено нешто малку. Не е дека подработавме, него едноставно успеавме да ги покриеме трошковите. Сега сме ограничени со простор. Забраната за цигаре, инспекцијскиот надзор за ковидот, мерките за цигарето ни допринесува нас да капацитетот од 50% што го имамо, па не можеме ни тој да се исполни. Голем удар е за нас ова, поготово затоа што ни иде зимски период, кај што се знае дека у самата држава таков е периодот дека има луѓите има поголеми трошкови, дали било за грење, дали било за зимнице, ми живееме у такво окружение овдека, какво што е, да тоа све утиче, а плюс го гледаме секојдневно бројката на заболени што е у државата наша, психолошкиот момент на народот е у многу критична состојба, искрено да кажем. Директно се познава по работата затоа што народот е уплашен и тој што сакал да излага, тој што излагал сега више не излага. Најавен е и нов сет на мерки од државата како помош за одржување на угостителскиот сектор. Четвртиот пакет мерки за помошта, како што беше презентиран у почетокот, слободно можем да кажем дека можда 40 до 50% е подобар него ли што беше првиот пакет, што беше само минимална плата, упрашање, затоа што сега има опфатено, значи процентуално како некоја фирма работала ланската година и оваа година, има неколку критериуми. Значи се исполнува до 30% пат на работа, до 40, до 50, до 60% и различни са сумете на помош, што е драстично поубаво и многу подобро за разлика од таа фиксна што беше 14.500 порано. Затоа што меѓувреме се качи минималната плата на 15.000 денара, со тоа и доприносите се качија плюс за некој процент. Значи, покачено ни е таа стапка од државна страна, да кажемо, што е добро, што е покачена и стапката на помош, што е по проценти изразена сега, за секоја фирма да се најде, или секој угостителски објект, ако збориме директно за нашата бранша, да се види кој како е паднат со работа, толку нијанса поголеми средства ќе добие. Што е тоа подобро за разлика од. Ама ќе видиме што, значи конкретно денеска и утре треба чекамо ние свите, државата да излезе, министерството да каже кои се точните мерки и како ќе биде. Угостителите со надеж дека некако ќе се опстои до крајот на годината, но за следната, велат, никој не знае што да очекува.